Вчера изгласаните измени на законот на додадена вредност со кој за пратките до 22 евра од странство ќе се плаќа 18% данок не се однесува на граѓаните, објаснија денес од Министерството за финансии ни соопштение. Целта на законските измени е зајакнување на домашната економија, поддршка на локалните компании, создавање нови работни места и борба против сивата економија. Се општија од Министерството за финансии. Трошокот за пресметката и плаќањето на ДДВ нема да падне на товар на граѓаните, што значи дека нема да има промена на цените за крајните потрошувачи, а мерката ќе обезбеди фер конкурентност помеѓу домашните и странските онлайн продавници, стои во соопштението. Нарачките од кинескиот онлайн гигант Тему секојдневно рушат нови рекорди, не само кај нас, туку и во светот. Екстремно ниските цени за секаков вид производи значи огромна конкуренција на нашиот пазар, но и исполпување на огромни суми пари од државата. Ако се земе во предвид структурата на нашиот извоз и производство, дека Тему не е најголемиот наш противник на домашниот пазар, за сметка на оној увоз од Турција, од Индија и од другите држави кои што се прави на големо и кои се царини паушално, се уште паушално во црни реки на улазот во Македонија. Така да Тему мислам дека не е најголемиот проблем. Поголема опасност за македонската економија е значи пратките кои што влегуваат од можеме да кажеме од други земји каде што се врши тоа така наречено паушално оданочување. Например, се оданочува по килограм, а потоа тука се дистрибуира по парче, например, канцелариски материјали, мајци и така натаму. Тоа може да биде, да речеме, опасно од аспект на конкурентноста, значи ја загрзува конкурентноста на домашните компании, а од друга страна нели се губат и приходи во форма на изгубени царински приходи, даночни приходи и така натаму и така натаму. Освен Македонија, соодветни мерки од трговското цунами Тему преземаат и други земји. А Грција, например, секоја пратка на Тему ја оданочува со дополнителни 2 евра. Во меѓувреме, нарачките од Тему не стивнуваат, а вчера изгласаните законски измени, кои на сила стапуваат за една недела, нив ги зголеми уште повеќе.